Денес имавме честа и задоволството да присуствуваме на настанот што го организираше Financial Times заедно со Европска банка за поддршка на развојот, за обнова и развој. Практично веќе во рамките од месец дена, после посетата на Виена, посетата на Берлин, денеска сме во Лондон, кој што е практично центарот на финансиите во Европа, а и не само на финансиите, него и на економско-политичките збиднувања, да ја презентираме програмата на Македонија, на Северна Македонија за економски развој. Можам да кажам слободно дека интересот е огромен за тоа што се случува во нашата држава. Нашата држава е една светла точка моментално во Западен Балкан. Конференцијата се однесува на целиот Западен Балкан. Меѓутоа се разбира, ние искористивме можноста заедно со премиерот и со сите представници во делегацијата која што е денеска тука во Лондон да ги презентираме нашите економски политики, да ги промовираме нашите можности за соработка со целиот свет. Посебно е важно дека е фокусот ставен на привлекување на странските инвеститори во нашата држава. Интересот е огромен, можам тоа да го констатирам со задоволство. И од примерот на постојните инвеститори, кои што се 20 на број само во последните година и пол, но и се охрабрени од бројките кои што ги гледаат во нашата држава во последниот период, како зголемување на странските инвестиции, после тоа, зголемување на растот на бруто домашниот производ, намалување на невработеноста и сите останати позитивни економски параметри кои што ги имаме претходните години. Имаме неколку билатерални средби со компании со кои што може да се остварат идни соработки. Важно е дека државата ја презентиравме не само како место на кое што може да се инвестира, него и земја која што може да извезува квалитетни производи на европскиот пазар. Цениме дека ваквите настани ќе дадат подстрек на економската соработка и на економскиот развој во нашата држава и во следниот период очекуваме само подобри бројки од тие кои што се и онака веќе добри и кои што можеме да очекуваме практично само да растат, заради тоа што она што се направи на политичко поле, она што се направи на полето на подобрување на односите, и на рейтингот на нашата држава во регионот, а и во светот, треба да го материализираме само во подобар живот на нашите граѓани, а тоа е можно само преку развојот на економијата.